Секој е горд на својата историја, но кога Алфа Ромео е во прашање, тоа оди до звездени височини. Сосема со право и без да објаснуваме колку е богато наследство на марката, позната по своите спортски ориентирани возила, тркачкото педигре и беспрекорниот дизајн. Поткратенката од анонима ломбарда фабрика автомобили настана пред 115 години на темелите на пропаднатата филијала на францускиот Дарак во Милано и уште со првите своји модели ги докажа своите квалитети. Звучи за неверување, но тие уште тогаш имаа по 2 брегасти оски во главите и по 4 вентили и 2 светички на цилиндар. Првата светска војна го прекина походот кон успехот да го донесе Никола Ромео како инвеститор, кој го додаде своето презиме во називот на компанијата. Тој не ги сакаше многу автомобилите, но како успешен бизнисмен свати дека тие ќе носат пари и им препушти на инженерите да се занимаваат со нив. А тие пак со својата вештина им дадоа душа и спортско срце кој ги искачи на пиедесталите на многу трки по заслуга на многу познати имиња од тие времиња, но најмногу на Енцо Ферари. За жал, трофеите не носеа пари, туку само трошоци, така што компанијата во 1934 година ја презеде државата и од неа направи национален символ, марка која произведува моќни и елегантни возила по мерка за богатите, кои ја прославија низ целиот свет. После војниот период, што го помина во служба на армиските потреби, Алфа Ромео уште поубедливо се врати на спортската сцена, освојувајќи се што може да се освои, вклучително и првите шампионати од новонастанатата Формула 1. Цивилното производство започна да зема замав на почетокот на 50-тите со ценовно поприфатливи автомобили, но со веќе усталените ексклузивни карактеристики, техника со која предводат во своите класи, забележителни возни својства и квалитет на вградените делови. Како државна фирма беше подложна на политички одлуки заради што не успеваше да направи профит и потпаѓајќи од една во друга криза ја губеше репутацијата. Во 1986 година премина под собственост на Фијат, пошто следеше нестабилен период на прогрес и менување на имиџот. Тоа траеше до рекордната по продажба 2001, после која иднината на марката започна да тоне. Процес кој повеќе или помалку интензивен, за жал, трае до ден денес.